Дали македонските власти ќе го следат примерот на Шпанија, Ирска, Норвешка, Словенија и други држави и ќе признаат постоење на независна палестинска држава или не? Од владата за гласот на Америка велат дека внимателно ја следат ситуацијата на Блискиот Исток и оти се свесни за значењето на прашањето за признавање на Палестина како независна држава. Во моментов додаваат дека се вршат консултации со сите релевантни меѓународни фактори и со сојузниците од НАТО за да се осигура дека секоја одлука што ќе биде донесена ќе биде во најдобар интерес на државата и ќе придонесе кон мир и стабилност во регионот. Владата нема донесено конечна одлука за признавање на Палестина, но ова прашање останува на дневен ред и ќе продолжиме да работиме со целосно почитување на меѓународното право и принципите на Обединетите нации. Наша цел е да придонесеме кон мирно и трајно решение за палестинско-израелскиот конфликт преку диалог и дипломатски напори. Од кабинетот на претседателката на државата велат дека таа се води според македонските национални интереси. Додаваат дека согласно македонскиот устав признавањето на држави и влади е во надлежност на владата. Претседателката Силјановска Давкова цени дека при носењето на одлуките треба да се имаат предвид и позициите на НАТО, каде што сме полноправна членка, како и на Европската унија, каде што сме кандидати за членство. Претседателката смета дека за толку важно прашање потребна е размена на ставови меѓу сите носители на власта. Македонскиот амбасадор и постојан представник во Организацијата на Обединетите нации Љубомир Фрчковски вели: каква одлука ќе донесе државното раководство во Скопје, така ќе се однесува емисијата на Северна Македонија во Њујорк. Универзитетската професорка Миријана Најчевска смета дека една од првите одлуки на новата влада треба да биде признавање на независна држава Палестина. Мислам дека има еден историски континуитет меѓу Македонија и СФРЈ и се она што представуваше однос на поранешна Југославија кон Палестина и кон решавањето на ова прашање, и бидејќи ние сме дел од тој континуитет, посебно кога станува збор за меѓународните односи, сметам дека е многу логично да го направиме тоа. Државите кои поминале или поминуваат низ слични макотрпни процеси на препознавање и признавање треба да се подржуваат меѓу себе, вели професорката. Но евентуалната одлука за признавањето може да ги наруши односите со властите во Израел, додава Најчевска. Меѓутоа, сметам дека тоа не е нарушување со Израел, исто како што односите не се нарушуваат кога станува збор за Русија со Русија, туку со она што представува власт на Путин. Така што и за Израел мислам дека тоа би било нарушување со една владеачка структура, а тоа е структурата на Нетањаху, а не со Израел како држава и континуитетот на изградени веќе односи со таа држава. Инаку експерти на Обединетите нации неодамна ги повика сите земји да ја признаат Палестина со цел постигнување мир на Блискиот Исток. Израел пак се противи со тврдење дека тоа го зајакнува Хамас. Досега повеќе од 140 држави ја признаа Палестина како независна држава, што е 2/3 од членките на Обединетите нации. За гласот на Америка, Мики Трајковски.